Жителите од Делчево, Македонска Каменица, Берово и Пехчево за 2 до 3 години ќе останат без соодветна здравствена заштита. Лекари специјалисти во здравствениот дом во Делчево засега има, но надлежните алармираат дека подитно е потребно да се пратат млади лекари на специјализација. За кратко време ќе немаме, затоа што специјалистичкиот кадар 90% ние околу просечна возраст 58 до 63 години, така да а специјализациите се од 4 до 6 години, така да нема да имаме, може да се случи да имаме 1 година до 2 да останеме и без некој од тие кадри сега што ги имаме, така да дојдеме во полоша позиција од сега што сме. 30 лекари и медицински сестри по основ на пензионирање или миграција си заминале од Делчевскиот здравствен дом. Во Германија на печалба на големо заминуваат медицински сестри, и тоа не само по младите, туку и оние кои се пред пензионирање. Па сега во овој дом 85 вработени се грижат за здравјето на речиси 50.000 жители во Пијанечко-Малешевскиот регион. Во објектов одамна не се слушнал плач на новороденче. Родилиштето е затворено, а во соседните општини пак Берово и Пехчево нема педијатар. Родителите своите деца за една настинка на прегледи мора да ги носат во почани Штип или Скопје. Па нормално дека е трошок. Пари нема. Ако има, ќе ги носиме, ако нема. Дома. Во Делчево не се раѓаат деца, мисла неколку време, години, одат у Штип или Скопје. И това. Зошто? Не знам. Нема родилиште во Делчево? Нема. Порано имаше. Кога бе нашата генерација, да. А сега нема. Директорката на Делчевскиот здравствен дом Глигоровска забележува дека имаат и недостаток од болничари и возачи на амбулантните возила. Имаме комбиња, релативно добро, макар што во ваков пасивен крај, кој што е оддалечен од клинички центри, возилата се најбитни и никогаш не се доста. Секогаш треба повеќе. На здравствениот дом Делчево, кој од Штип е оддалечен речиси 90 километри, а од Скопскиот клинички центар уште толку километри, подитно му се потребни нови специјалисти на интерно и неврологија. Се очекува веќе во јануари ресорното министерство да ги одобри. Крајниот исток старее, а наталитетот постојано опаѓа, кој се гледа и низ бројките на правачињата кои ќе влезат во училишните клупи.